Почитувани гледачи и гости во нашата утринска емисија денес се господјата Марија Давчевска и господјата Живка Панова-Саздова, дефектолози во посебното основно училиште Маца Овчарова, кои исто така се координатори во училиштето за проектот со читање до лидерство и координатори на заедницата за учење во училиштето. Во наредните минути кои што ни стојат на располагање ќе поразговараме за дел од проектните активности. Добро утро за вас и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро ве најдовме. Господја Давчевска, на кој начин и колку време вашето училиште е вклучено во проектот со читање до лидерство? Нашето училиште, училиштето Маца Овчарова, е вклучено во проектот со читање до лидерство веќе 3 години, значи некаде од 2014 година. Нашето училиште се вклучи на тој начин што имаше еден отворен повик кој што беше на веб страната на Фондацијата Чекор по Чекор, односно Фондацијата за образовни и културни иницијативи. На тој отворен повик ние аплициравме и ги пополнивме сите барања кои што беа дадени од страна на Фондацијата. И Фондацијата сметаа дека токму интересно ќе биде доколку го вклучат нашето училиште во овој проект, затоа што сепак проектот со читање до лидерство ги опфаќа покрај децата во редовниот образовен формален систем, ги опфаќа и децата со посебни образовни потреби, а и други ранливи категории. Која е целта на овој проект и проектните активности што се спроведуваат? Целта на проектот со читање до лидерство во нашето училиште е огромна и овој проект се пренесува преку најразлични проектни активности кои што се одвиваат во нашето училиште. Во училиштето Маца Овчарова проектните активности кои се од овој проект најмногу големо значење ни даваат заради јазичната и математичката писменост, значи се проценува јазичката и математичката писменост кај децата со посебни образовни потреби. Потоа сметаме дека со овие проектни активности ќе се зголеми јазичната и математичката писменост кај децата со посебни потреби. Исто така ќе се зголемат и педагошките вештини кај нас дефектолозите. Се со една цел да се зајакни целокупната свест кај заедницата колку е важноста за писменоста кај децата и како самата таа јазична, математичка писменост делува и влие врз интелектуалниот развој кај учениците со посебни образовни потреби. И овие проектни активности се одвиваат значи континуирано за овие веќе 3 години, кои што подоцна можеме и да ви ги споменеме. Кои компоненти ги содржи проектот? Проектот, самиот проект од Фондацијата Чекор по Чекор и од УСАИД, значи самиот проект со читање до лидерство, си има своји компоненти. Тоа се 5 компоненти, кои што ние преку овие најразлични проектни активности ги одржуваме сите 5 компоненти и ги спроведуваме во нашето училиште. Тоа е првата компонента, процена на јазичната и математичката писменост. Втората компонента е професионалниот развој кај наставниците, а во нашето училиште кај нас дефектолозите. Третата компонента е заедници за учење. Четвртата е дигитални ресурси и последната компонента е вклучување на заедниците и семејствата. Господја Саздова, споминавме дека проектот со читање до лидерство се состои од 5 компоненти. Дали можете малку поопширно да не запознаете со првата компонента, процена на јазичната и математичката писменост? И вие, Марија, спомнавте дека овој проект, кој што го реализира Фондацијата Чекор по Чекор во соработка со УСАИД, се состои од 5 компоненти или 5 делови, а првата од нив е процена на постигнувањата по 2 вештини, односно јазична и математичка писменост. Целта на оваа компонента или овој дел од проектот е да се измерат постигнувањата на учениците во читање и во математика, во нижите оделенија или поточно во вторите и третите оделенија, во сите основни училишта во Македонија, вклучувајќи го и нашето посебно основно училиште Маца Овчарова. ИЕГРА и ЕГМА, значи тестирањето се врши со 2 инструменти, ЕГРА и ЕГМА.
ЕГРА е инструмент за проценување на јазичната писменост, а ЕГМА е инструмент за процена на математичката писменост. Само ќе споменам на кратко дека за разлика од други стандардизирани тестови, овдека не се врши оценување, туку се врши само дијагностицирање на реалната состојба во овие две вештини, во читање и во математика. Дали со истите задачи ја проценувате јазичната и математичката писменост и во редовните и во посебните училишта? Првата година, кога јас и Марија бевме обучени како тестатори во 2014 година, нашите ученици ги тестиравме со истите тестови како во редовните училишта, со тоа што ќе напоменам повторно дека со оглед на тоа што со процесот на инклузија голем дел од учениците со лесни пречки се вметнати и се инклузирани во редовните училишта, кај нас доаѓаат се потешки ученици. Значи, ние не ги тестиравме сите ученици, туку само оние кои што подлежат на процес на описменување. Исто така, во соработка со координаторите и тимот од Фондацијата Чекор по Чекор се договоривме да ги тестираме учениците од 2 до 5, со тоа што учениците од 2 и 3 оделение кај нас ги тестиравме со инструментите за 2 оделение, а учениците од 4 и 5 оделение ги тестиравме со инструментите за 3 оделение. После проценката која што ја направивме ја и Марија, напишавме извешти, дадовме своји сугестии и предлози и ги испративме во фондацијата. Со нивна поддршка наредната година, јас и Марија овие два инструменти ги адаптиравме за деца со посебни потреби во согласно со наставните програми кои што ние ги работиме во нашето училиште, ги добиваме од Бирото за развој на образование и секако во согласност со нивото на знаење кои што нашите ученици ги постигнуваат. Адаптацијата воглавно се состоеше во намалување на барањата за учениците и зголемување или продолжување на времето за реализирање или решавање на овие задачи. Можем како пример да споменам само на кратко пак дека со инструментот ЕГРА кај нас се испитуваат децата само со печатни големи букви, за разлика од редовните каде што се ставени нормално и малите печатни букви. Читањето на логичен текст и одговарање на таков текст е многу тешко, што дури се постигнува евентуално во подоцнежните оделенија, па затоа учениците кај нас читаат само прости реченици составени од 2 до 3 збора, а во областа на математиката ги сведовме задачите само во обем на број од 10, односно број од 20, и учениците очекуваме да собираат и одземаат без премин, односно без позајмување. И олеснително ни беше тоа што користиме манипулативи за време на тестирањето, кои што учениците кај нас ги користат истите тие и за време на наставата. Со адаптираните тестови, кои што ги адаптиравме јас и Марија, секако во поддршка со координаторите од проектот, ги тестиравме нашите ученици минатата учебна година, истото ќе го направиме и ова, значи со истите адаптирани тестови, за да видиме дали да можеме да ги споредиме резултатите и да видиме дали има евентуален напредок и нашите ученици. Со истите овие адаптирани тестови беа тестирани учениците со посебни образовни потреби од посебното основно училиште Свети Климент Охридски од Ново село Струмица. Значи, тоа е уште едно посебно училиште кое што минатата година се вклучи во истиот овој проект. Исто така, од оваа година, значи, јас и Марија сме ангажирани од страна на проектот и како наблюдувачи, што значи дека освен што ќе ги тестираме нашите ученици со адаптираните тестови, јас и Марија ќе ги наблюдуваме тестаторите во другите, во сите основни училишта во нашата општина, како се реализира, како се одвива овој процес на тестирање. Значи, 5 основни училишта во град Велес и училиштето во село Иванковци. Да објасниме што представува компонентата заедница за учење. Колешката ја спомена првата компонента, значи тоа беше проценката на јазичната и математичката писменост. Јас би ве запознала со третата компонента, тоа е заедница за учење. Токму и затоа повод на нашето гостување е да си ја представиме нашата заедница, значи заедницата за учење на училиштето Маца Овчарова. Па вака заедница за учење представува еден собир на наставен кадар, односно во нашето училиште тоа сме ние дефектолозите.
каде што се разменуваат идеи, каде што се разменуваат нови практични, значи иновации, практични вештини, нови искуства помеѓу нас колегите. Заедницата за учење представува една опширна активност која што подоцна можам и да ве запознам и да ги запознам вашите гледачи со што се занимава токму нашата заедница во училиштето Маца Овчарова. Колку членови брои заедницата за учење? Заедницата за учење на посебното основно училиште Маца Овчарова опфаќа 7 членови, од кои јас, Марија Давчевска и колешката Живка Панова Саздова сме координатори на самата заедница за учење. Во склоп на заедницата за учење се уште 5 наши колешки, односно тоа се дефектолозите Мирјана Петрушевска, Сонја Димова, Жана Георгиева, Добрила Ефтовска и дефектологот Зага Колодезни. Значи сите заедно дефинитивно значи имаме успех затоа што сепак нели заедно кога работиме и кога разменуваме идеи и искуства, нормално е подобар резултатот во однос на нашите ученици. Ајде сега да кажеме ако може повеќе нешто за активностите и улогата на членовите кои се дел од оваа заедница. Секој член од заедницата за учење си имаше своја улога. Значи пред се секој член требаше да поседува едно портфолио, лично портфолио, во кое што ќе го примени и ќе го стави неговиот личен развој, неговиот план за личен развој. Потоа секој требаше да има свој акцијски план, односно како ќе му се одвиваат неговите развојни активности. Секој член во тоа портфолио на почетокот, значи на портфолиото, требаше да истакне на рефлективна мисла, каде што нели нормално треба да истакне што за него представува заедницата за учење, зошто воопшто членува и сака да биде во заедницата за учење. Подоцна, откако таа рефлективна мисла ја прикажа секој член во заедницата, во портфолиото ги стави своите лични планеви и планевите за акција. Во портфолиото содржаше и кој е проблемот со кој што реално секој од нас дефектолозите се соочува во текот на оваа учебна година, значи за таа развојна активност. Значи се одреди проблемот, врз основа на тој проблем се одреди и фокусот според кој требаше да делува секој дефектолог, односно секој член од заедницата за учење. Откако се одреди фокусот, се дефинираше и која е развојната активност. Јас тука би сакала да ги споменам и кои се развојни активности, односно кои се насловите на развојните активности на сите членови, ако ми дозволите. Може, секако. Развојните активности на координаторите на заедницата за учење се насловени како Нашиот свет преку драма метод, и уште едната развојна активност е електронска математика. Тоа е од областа на математичката писменост, а додека драма методот е од областа на јазичната писменост. Потоа развојната активност на членовите од заедницата на Жана Георгиева и на Добрила Ефтовска се стекнувам социјални вештини и втората активност е учам од буква до збор, учам да читам, од буква до збор учам да читам. Третата развојна активност на колешката Сонја Димова е дидактичката игра домино игра. Потоа развојната активност на колешката Мирјана е примена на ПЕКС методата, односно учам преку слики. И последната развојна активност е развојната активност на колешката Зага, а тоа е читам, се радувам и знам од областа на јазичната писменост. Сите овие развојни активности требаше да бидат представени на овие тука донесени хамери, значи на овие постери. Можат да ги видат во Да, гледачите може да ги погледнат. Значи секоја развојна активност е представена на постер презентација, која што подоцна ние тие постер презентации ги изложивме на еден настан. Би сакала тука да се задржам уште и за што е улогата на членовите од заедницата, а тоа е дека ние помеѓу нас
ги разменувавме нашите идеи во текот на цела година, ги разменувавме нашите искуства и секој кој што имаше и наидуваше на одреден проблем се консултираше со својот колега, значи беше отворена соработката. Нашата заедница нормално покрај тоа што ние ја координиравме, имавме и свој ментор. Менторот беше еден оделенски наставник кој што ни го одреди самата фондација Чекор по Чекор и проектот Со читање до лидерство. Тоа е еден оделенски наставник од училиште од Скопје. Имавме секој месец, значи, средби со нашата менторка. На тие средби ние се договаравме што понатаму ќе работиме, како нашите развојни активности ќе се одвиваат. Ги ревидиравме нашите портфолија, ги ревидиравме нашите активности. Со нашата менторка, реков, се состанувавме еднаш месечно, а додека ние, како членови во заедницата, се состанувавме по потреба, најчесто 2 до 3 пати во месецот, и секој си ги истакнуваше своите идеи и своите предизвици. Нормално, сето ова беше подкрепено и имавме и голема поддршка од нашиот директор, значи да споменеме нашата директорка Татјана Попова, која што заедно со стручната служба ни дава несебична поддршка во текот на одвивањето на целата ова активност, односно во текот на развојните активности кои што се одвиваа во рамките на оваа компонента заедници за учење. Така. Претходно споминавме дека проектот вклучува и професионално усовршување на наставниците. Дали вие како дефектолози бевте дел од тоа усовршување? Па секако дека да. Значи, сите активности што беа планирани со овој проект не вклучува и нас како посебно училиште, исто како сите останати единки вклучени во него. Оваа година бевме дел од 3 обуки. Првата беше насловена како Нашата училница, нашиот свет, втората Читаме, учиме и се забавуваме и третата Математика плюс. Самите наслови на обуките говорат за дел од она што се зборувала во нив. Првата или Нашата училница, нашиот свет беше обука за стимулативна средина за учење. Беше обука која што беа вклучени дефектолозите, членови на заедницата за учење од нашето училиште, заедно со родители на дечиња кои што се школуваат кај нас. Можам да кажам дека владееше толку позитивна и креативна атмосфера, а на крај сето тоа резултираше со трансформација и преуредување на нашите ученици по катчиња и креативно уредување на зидните површини по насоки нели што ги добивме за време на оваа обука. Другата обука, насловена како Читаме, учиме и се забавуваме, беше обука од областа на јазичната писменост. Овдека и во другата обука нашето училиште беше домаќин и обуката ја следевме заедно со колеги дефектолози од посебното основно училиште Свети Климент Охридски од Ново село Струмица. На обуката за јазична писменост се запознавме со повеќе сетови на техники со кои што ќе ја подобриме наставата по македонски јазик, значи тоа се еден вид игрички, преку кои што нели ќе се подобри препознавањето на буквите, зборовите, читањето на текстот, разбирањето на текстот, но и вклучување на родителите во процесот на описменување на нивните деца. Во обуката Математика плюс е обука од областа на математиката. Тука исто така се запознавме со мноштво на техники и стратегии од областа на математиката. Дел од нив се веднаш применливи во нашето училиште, меѓутоа за дел од нив, како и во македонски јазик, е потребно одредено адаптирање за да можеме нели да ги користиме кај нас практично во наставата. Тоа ние веќе го направивме и повторно ќе речам со поддршка на нашите обучувачи, кои што се воедно и координатори на заедниците за учење на нашето училиште, посебното основно училиште од Ново село. Освен овие обуки, значи сме биле дел и од повеќе работилници, креативни работилници, како например работилници изработка на сликовници, работилница за математички вештини и други во изминатите години. Так. Во рамки на овие активности се одржа и мрежниот настан. Кога се случи тоа и која е всушност целта на овој настан?
Точно така, во рамките на заедницата за учење, како трета компонента од целокупниот овој проект, заокружување беше мрежниот настан. Тоа беше еден голем настан за нас, нашето училиште, затоа што за прв пат се вмрежува со уште други две основни училишта, а исто така и нив им беше од голема чест што со нас како посебно училиште се вмрежија. Тоа беа училишта од два различни краја од Република Македонија, односно едното училиште, основното училиште Свети Климент Охридски од село Дрслаица Струга, значи од западниот дел, и од училиштето Симче Настевски од Вратница во Тетовско, значи тоа училиште се наоѓа во Тетово. И навистина од три краја, од Велес, Тетово и од Струга, сепак се случи тој мрежен настан и навистина беше едно големо искуство за нас. Овој настан се случи минатиот петок, односно на 22 април. Седиште и домакин на самиот мрежен настан беше училиштето Свети Климент Охридски од село Дрслаица. Значи, ние таму допатувавме нашата заедница за учење, се со цел да се вмрежи и да има поголема соработка со овие две училишта. И исто така, нашата заедница за учење можеше и имаше можност, значи, да ги представи нашите развојни активности со кои што се занимававме целата учебна година. И исто така и самите други две училишта ја прикажаа својата макотрпна работа и ги представија своите развојни активности, каде што имавме можност сите членови од заедницата за учење да ги погледнеме тие развојни активности, да видиме што другите училишта направиле. Така, и да си размените идеи. Ете така, да. Мрежниот настан, како што кажа, се одвиваше во ова училиште според однапред дадена агенда. Значи, мрежниот настан си имаше агенда според која секој си знаеше точно во кој дел ќе настапи. На почетокот на мрежниот настан започна со отварање и со поздравување од страна на директорите на трите училишта. Имаше тука поздравен говор нашата директорка Татјана Попова. Ги поздрави другите две училишта со надеж дека ќе продолжи соработката со овие две училишта од Република Македонија. Поздравен говор, како што кажав, има и директорите на другите две основни училишта. По завршување на поздравниот говор, секоја развојна активност беше прикажана на постер презентациите кои ние ви ги донесовме овде во студиото и беа изложени сите постер презентации за да може секој член од трите заедници да ги погледне, да види што неговиот колега работел. Имаше можност секој од членовите на заедниците да даде одреден коментар или пофалба или некоја сугестија, да даде некое прашање доколку има доколку му е нејасно да му се одговори. Откако заврши сето тоа, нормално требаше и ние да се запознаеме меѓу себе. Имаше една игра за запознавање, тоа беше една интересна игра која што секој член можеше да се запознае. И координаторите нормално на училиштето, тоа сме ние две, си ја представивме нашата заедница. Секој координатор од заедниците за учење на овие три училишта ја представи својата заедница со постер презентација, додека нашето училиште ја представи со едно кратко видеофилмче, кој што сами го изработивме и навистина им беше интересно на сите таму присутни членови да го погледнат. Не траеше многу долго, значи според однапред дадени пропозиции, траеше некаде околу 8 минути, но сепак беше интересно да се види што нашата заедница, односно заедницата за учење на училиштето Пол Маца Овчарова навистина се занимава, со што се занимава. Откако се ја представивме нашата заедница, имаше на крај нормално и размена на сите искуства помеѓу членовите од заедниците, размена на идеи. Им беше навистина интересно на останатите две училишта со што се ние се соочуваме, затоа што сепак
ние сме училиште за деца со посебни потреби и навистина им беше интересно да научат и они од нас нешто, да украдат некоја идеја, затоа што со посебни, значи со работата со деца со посебни образовни потреби е многу макотрпна но за нас многу интересна. И доста научија нашите колеги од нас. Нормално и ние дојдовме со некоја идеја. Так. Дали сте учествували на други настани и активности кои што ги организира тимот на Фондацијата Чекор по Чекор во склоп на проектот со читање до лидерство? И претходно, нели, ви споменав дека во сите активности што се реализираат во склоп на овој проект, нашето училиште е постојано континуирано вклучено во сите од нив. На покана на тимот од Чекор по Чекор минатата година во ноември, ние со нашите ученици и родителите го посетивме детскиот креативен центар кој што се наоѓа во Скопје. И присуството во овој детски креативен центар, бидејќи ние таков за жал во градот немаме, беше едно огромно искуство за нашите ученици, бидејќи има можност да се дружат, да играат, да се забавуваат, но и да учат преку несекојдневни дидактички материјали. Овие дидактички материјали со кои што е опремен детскиот креативен центар во Скопје беше интересен и мотивирачки за игра, учење и забава, не само за учениците од нижите оделенија, туку и за нашите постари ученици. Навистина поминавме неколку прекрасни часови во овој центар и сите си заминавме задоволни, исполнети со радост, со позитивност, како децата, така и ние возрастните, односно и наставниците и родителите. Понатаму сме биле посетени од читачкиот караван, кој што е дел од истиот овој проект. Не посетија двајца глумци од Театарот за деца и младинци од Скопје, кои што на почетокот им ја прочитаа приказната Пипи долгиот чарап на еден многу интересен, мотивирачки, креативен, интерактивен начин. Им прочитаа и неколку сликовници, ги мотивираа нашите ученици да разговараат за она што го прочитале, ги мотивираа и самите да се вклучат во читањето од дел од приказните. Интересно е тоа што кај нас децата секогаш кога има некоја посета се многу возбудени и посебно среќни. А особено кога настанот е организиран на оваков начин, значи задоволството кај нив никако не може да се прикрие. Следно нешто е тоа што во склоп на овој проект добивме и 6 комплети на сликовници, насловен како нашата прва библиотека. И секој комплет се состои од 20 сликовници кои што содржат едноставни приказни, имаат јасни илустрации. Токму поради оваа нивна карактеристика, едноставноста на содржините и јасноста на илустрациите е интересна за нашите ученици. Ги пременуваме во секојдневната наша работа. Дури изненадувачки е тоа што учениците и сами бараат да ги читаат, односно да им ги читаме и да ги раскажуваме овие сликовници. Дел од нашите ученици изразуваат посебна љубов кон работата со компјутерите и токму таа љубов ја користиме за да ги мотивираме да читаат. Затоа што сите овие сликовници кои што ги добивме, ги има на располагање во дигиталната библиотека која што е на располагање на веб страната на Фондацијата Чекор по Чекор. Така што, нели, учениците кои што сакаат да работат на компјутер, им ги отвараме. А поинтересно им е да работат на компјутер. Да, како и сите други деца, впрочем, нели, исто и нашите ученици ја сакаат работа на компјутер и токму тоа го користиме за да ги мотивираме, нели, да го засакаат и читањето. Минатата година исто така добивме и училишен календар на активности. Тој беше интересен за нас затоа што за секој датум имаше одредена, значи освен светски и меѓународни денови и други денови како да се одбележат, ги реализиравме на часовите за слободни ученички активности. Беа нешто различно и многу интересно за нашите деца. Оваа година повторно добивме еден календар кој е повеќе наменски, интерактивен. И навистина сакам да го пофалам и сакам да кажам дека е многу корисен, посебно во нашето училиште, затоа што децата секојдневно го користат, на тој начин учат кој ден сме денес, значи означуваат денешниот ден, го означуваат денешниот датум, потоа го означуваат тековниот месец.
ги бележиме родендените во тековниот месец. Ги запишуваме најдобрите читатели и математичари за неделата, што е многу мотивирачки, посебно за поголемите дечиња. Запишуваме некои кратки пораки за родителите на дечињата и така натака. Има и други активности, меѓутоа се многу и сметам дека е доволно да ги споменам овие. Колку се ангажирани учениците во сите овие активности? Дали се сите тие задоволни откако успешно ќе се реализира одредена активност? Нашите ученици, како што спомена колешката, се премногу задоволни доколку е нешто интерактивно и доколку нешто е ново, иновативно и креативно. Затоа ние во нашите пристапи допринесуваме сето она што ќе им го дадеме според нивните нормално способности и можности да биде многу повеќе креативно, многу новини да се внесат во работата со овие деца, затоа што верувајте со овие нови работи и креативни, интерактивни пристапи и начини на работа, конкретно во овие две области, во јазичната и математичката писменост, доколку се воведат кај нашите деца, значи кај децата со посебни образовни потреби, успехот е голем и овие деца се пресрекни кога внесуваме такви креативни начини на работа во текот на нашето образование. Так. Во кои други проекти сте вклучени како училиште и ве надвор од рамките на овој проект? Вклучени сме во повеќе проекти, секако како сите други училишта во државата. Можам да споменам во последната година, последните 2 години, освен во проектот со читање до лидерство на фондацијата Чекор по Чекор и УСАИД, вклучени бевме и во проектот Јазична писменост во почетните оделенија, кој што го реализира УНИЦЕФ со Македонскиот центар за граѓанско образование. Значи, повторно се однесува на јазични подобрување на јазичните вештини, односно вештините од мајчиниот јазик, читањето, пишувањето, тука беа опфатени компоненти и од областа на пишувањето. Се состоеше од обука на училишни обучувачи, која што траеше неколку дена. Потоа, двајцата училишни обучувачи ја дисеминираа обуката во нашето училиште, значи ја дисеминиравме таа обука за сите заинтересирани дефектолози и логопеди од нашето училиште. Дел од техниките, односно стратегиите кои што ние сметаме дека може да се применат кај нас, ги применивме на повеќе часови и потоа бевме посетени од една од координаторите и се сертифициравме за примена на тие стратегии и техники. И секако понатаму продолжуваме да ги применуваме, да ги адаптираме, секако нели самата пракса и работа со нашите деца ќе ни укаже што ни недостасувало, што можеме следниот пат да промениме. Повторно ќе рече Марија спомна, значи се трудиме да внесеме постојано новини, иновации, креативност во нашата работа со цел на вистина да ги извлечеме максималните можности и способности кај нашите ученици. Друг проект е проектот кој што го реализираат Министерството за образование и Бирото за развој на образование на нашата држава, а се однесува на подобрување на соработката помеѓу наставниците, родителите и учениците. Значи, ние тука изработуваме акциски планови за секој мини проект, значи се состои од мини проектчиња и за секој мини проект има одговорен наставник, одговорен родител и одговорен ученик. Тука го сметам за многу позитивно затоа што родителите со самото вклучување во ваквите проекти, со тоа што се одговорни за некоја активност, се многу мотивирани, сакаат да се вклучат и тој тим за таа мини проектна активност се состанува, ги планира деталните активности што треба да се реализираат. На учениците секако им е многу интересно затоа што не е онаа класична настава да седат во клупа, туку на еден интересен, практичен начин ги запознаваат и ги учат работите и така натака. Освен што сме ние вклучени во бројни проекти и самите сме изготвувачи и реализатори на проекти, меѓутоа тоа сега за сега се одвива само на општинско ниво. Проектите што ние ги работиме во соработка со Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака, а ни ги поддржува нашата општина. Во голема мера овие проекти се состоеле
од едукативни работилници за наставниците во редовните училишта, затоа што процесот на инклузија реално е започнат во сите училишта, а самите наставници и стручни соработници наидуваат на реални практични проблеми. Тука сме ние дефектолозите од посебното основно училиште Маца Овчарова, кои што несебично ги споделуваме нашите искуства и знаења, токму преку тие работилници сакајќи да им го олесниме и процесот на инклузија и на наставниците и на дечињата кои што веќе се вклучени во инклузивниот процес. Имаме исто така реализирано и работилници за родители и родители на деца кои што се инклузирани и на родители на дечиња од редовната, што следат редовната настава. Значи, повторно тоа беа интерактивни работилници каде што се запознаваат со различни видови на попреченост, каде што имаат можност да прашуваат, да споделуваат искуства меѓу себе и така натака. Потоа сме реализирале проект во кој што ние бевме креатори на една еко боенка, на еко интерактивно CD, па отприлика тие, мислам сега во последниве неколку години се тие проекти што сме вклучени, што сами ги смислуваме и реализираме во поддршка со општина Велес. Јас ви благодарам многу на гостувањето и што споделивте со нас и со гледачите корисни информации за проектните активности на вашето училиште. Ви посакувам многу успеси во иднина и вам и на вашите ученици. Ви благодариме. Благодариме на поканата.